Почитувани, на 15 октомври Социјалдемократскиот сојуз ја погреба македонската демократија и ќе остави црна трага во македонската историја со организирање на избори на кои граѓаните ниту слободно, ниту пак демократски, ниту пак во фер атмосфера го даваа својот глас. Во предизборниот период се случуваа голем број на нерегуларности, уцени и притисоци. Се избришаа границите меѓу партијата и државата. Кандидатите за градоначалници беа константно следени. Беше вршен притисок врз гласачите, а за жал беше убиен и носител на советничка листа. Изборниот ден помина во една тензична атмосфера, со прекини на гласањето на повеќе гласачки места, со евидентирани уцени и со подкуп на гласачи. Додека на голем број места низ државата беше извршен така наречен метод на бугарски воз, со што гласачките кутии беа наполнети со однапред заокружени ливчиња на Социјалдемократскиот сојуз. Бугарскиот воз, од досега евидентирано, е извршен во Карпуш, во Охрид, во Велес, во Струмица, Врапчишта, Гостивар, Гевгелија и Берово. Сето ова е документирано и внесено во записник. Во јавноста и медиумите излегоа информации за испечатени дупли гласачки ливчиња, од кои едни биле за потребите на ДИК, а други за потребите на Социјалдемократскиот сојуз, кои однапред заокружени со кандидатите на Социјалдемократскиот сојуз им биле дадени на гласачите. А доказ за ова е ситуација каде што гласачки ливчиња се пронајдени во Ресен со ист сериски број. Овие и голем број на други нерегуларности и докази за постоечкиот изборен инженеринг се премолчени и релативизирани од страна на надлежните институции, а особено од ДИК. Институција која е најодговорна да постапи по овие сериозни докази. Мнозинството на членови на ДИК, кои се од Социјалдемократскиот сојуз, како и председателот Чичаковски, покажаа една видна нервоза, која беше резултат на нивното замижување пред очигледните незаконитости. ДИК, за жал, остана нем пред очигледниот изборен криминал кој го спроведе Социјалдемократскиот сојуз. Подкупот на гласачите, кој беше присутен во текот на целата изборна кампања, се забележа и во текот на изборниот ден. Почитувани, овие избори, според сите информации, според сите докази, кои се и јавно достапни, се најнерегуларните избори некогаш спроведени во независна Македонија. Македонија заслужува да биде демократска држава, а граѓаните заслужуваат да го остварат своето демократско право и слободно да го дадат својот глас и да се почитува нивниот глас. За се во ова, одговорност мора да има и одговорност ќе има. Времето на уцени помина. Граѓаните гордо и достоинствено ќе си ја одбранат демократијата во Република Македонија. Ви благодарам.